министер, доколку го прифатевте овој амандман, ќе покажавте навистина големина и како министер и како член на оваа влада, особено заради тоа што пред нас се локални избори, а вие сте министер за локална самоуправа. И еве зборовите кои што рековте дека сте ги одбрале и се несоодветни според вас, нестранспарентен, нечестен, селективен и корумпиран избор на проекти, ќе ги отфрлевте доколку го прифатевте нашиот амандман, односно доколку го прифатевте нашиот предлог. Не е дека и овој амандман не може да се видоизмени. Значи има и администрација вработена во ЗЕЛС, има и директор на ЗЕЛС кои што можат да бидат членови на оваа комисија. Апсолутно можеби сгрешивме што во текстот не напишавме, меѓутоа во ниту еден момент не помисливме некој од градоначалниците да е член на оваа комисија. Еве овде како земам и како наш пропуст и предлагам доколку има простор да го видоизмениме текстот на амандманот сега. Заради тоа што сакале вие или не да признаете, мојта која што вие со овој амандман, односно со овој закон си ја давате самиот на себе е навистина голема. Сепак на крајот вие сте тој кој што одлучувате кои луѓе ќе бидат членови на последниот збор го имате вие. Како не? Последниот збор го имате вие. И токму заради тоа јас инсистирам и ви предлагам доколку е потребно еве да дадеме и некоја минута пауза да размислиме кои луѓе, повторно ќе речам, значи онака како што споменуваме, дали градежни инженери, дали архитекти, правници и така натаму, односно луѓе кои што би можеле да помогнат во работата, би биле членови, заради тоа што ќе речам сега одамна сум веќе исклучена од комуникацијата и соработката со ЗЕЛС, меѓутоа во ЗЕЛС имаше вработено луѓе буквално од секоја област кои што се стручни во секоја област и работеа во на одредени проекти во одредена област. Така да апсолутно во ниту еден момент не помисливме градоначалниците кои што се членови со мандат на ЗЕЛС да се дел од оваа група. Напротив, инсистираме на стручни луѓе. Замолувам доколку е можно да го измениме овој амандман и да интервенираме заеднички повторно. Благодарам.